вечер и поздрав до сите вас, почитувани гледачи кои во овој момент сте со нас со програмата на телевизија Интел. Уште многу малку време до 15 септември, до денот кога сите вие ќе треба да одлучите за кого ќе го дадете својот глас, уште помалку време до официјалниот старт на молкот пред гласањето. Ние ова време го користиме за уште неколку представувања на кандидатите од политичките партии кои што претендираат за влез во новиот состав на парламентот на Република Македонија. Наш вечерашен гостин е носителот на листата на партијата Народно движење за Македонија, господинот Јанко Бачев. Добро вечер и добре дојавте. Добро вечер. Гледачите сигурно веќе успеа да ве запознат, затоа што имавте повеќе представувања, неколку телевизиски настапи, синоќа го имавте митингот овде во Струмица, меѓутоа може би не би било лошо накратко еве за оние кои што испуштиле дел од представувањето да видиме и да слушнеме кој е Јанко Бачев и која е причината за влез во политиката. Па вака, сега точно е, јас имав повеќе така настапи во овој регион и сметам дека веќе гледачите се запознаа со поконкретно со некои работи за мене, но ние како што кажуваме на нашите сите тие наши средби со граѓаните, врвен нашиот принцип во нашето однесување при секој наше гостување во некои од населените места во изборната единица број 4, најнапред детално да им се представиме на сите граѓани кои што се присутни на сите тие наши митинзи, за да граѓаните сами оценат и проценат дали имаме квалитет и капацитет да се справиме со проблемите кои што произлегуваат од делувањето на една политичка партија. Сега накратко јас ќе кажам за вашите гледачи. Јас сум Јанко Бачев, носител на листата во изборната единица број 4 од партијата Народно движење за Македонија. Инаку по професија сум дипломиран правник со положен правосуден испит, а моја потесна специјалност е меѓународно право и меѓународна политика, каде што во најскоро време треба да ја бранам својата магистарска теза која што ми е одобрена на правниот факултет во Скопје. Од мојот професионален ангажман можам да кажам дека после завршувањето на правниот факултет 1991 година сум бил ангажиран во суд, па како адвокатски стручен соработник од 1994 година во Министерството за внатрешни работи на Република Македонија, односно поточно во Дирекцијата за безбедност и контраразузнавање. Таму, кажано така народски условно, ги поминав сите скалила од инспектор, главен инспектор, па до високо раководно место началник во Дирекцијата за безбедност и контраразузнавање. А од мај месец оваа година од основачкото собрање на партијата и председател на Централното собрање на партијата Народно движење за Македонија. Така. Сега интересно е, следејќи вашите настапи, посебно она што се однесува до делот од вашето представување пред граѓаните на Струмица. Синоќа, од ваша страна произлегува многу сериозни обвинувања до конкретни одредени личности. Да видиме што, како и врз основа на што се должи сето тоа. Имате ли аргументи, имате ли докази за сето ова што говорите и какви се реакциите после сето ова што можеше да се слушне во јавност? Ние уште при отпочнувањето, официјалното отпочнување на нашата изборна кампања, која започна пред околу месец дена во Прилеп, нашиот изборен караван така тргна од Прилеп, ние во јавноста промовиравме едни тези дека постои, сега само во неколку реченици да ги кажам сите тие работи, бидејќи ние добро знаат граѓаните во сите тие населени места кај што гостувавме, ги повторувавме тие работи. Ние јавно кажавме дека постои сценарио за растурање на оваа држава и ако не се променат работите во подобра насока, тоа сценарио треба да финишира некаде крајот на 2005 година. Исто така кажавме дека доколку дојде до реализација на тоа сценарио, тоа нема да биде како резултат на действувањето на тие албански терористички банди, него носителите на тоа сценарио се македонски политичари кои што се во македонската влада и кои што обавуваат највисоки државни функции и кои што се под директна контрола на две соседни странски служби и играат по нивен диктат. Исто така кажавме дека и таа војна што се водеше во државата во најголем дел беше контролирана и од тие 72 македонски полицајци и војници кои што загинаа во таа војна, ние јавно кажавме дека 31 беа наместени и жртвувани за потребите на тоа сценарио и дека де факто фактички нивен убиец е македонската влада. Не тоа сега го кажуваме, но за жал најповиканиот јавниот обвинител го нема се уште да се јави, го нема да реагира, да ги побара сите тие аргументи и факти со кои што ние располагаме, но ние сме убедени дека во услови кога јавното обвинителство ви е длабоко партизирано, кога или по конкретен да бидам, кога имате еден јавен обвинител како Ставре Джиков, кој што е жива карикатура од јавно обвинителство, бидејќи покажува невидена партиска сервилност и подреденост на актуелната власт, нема и што повеќе и да очекуваме. Инаку, како што и вие кажавте, ние тоа и синоќа, нашиот митинг во Струмица, исто така јавно го кажавме, пак го повикавме јавниот обвинител да реагира, но очигледно
работи си стојат во место, а како што и сами кажавте, ние изнесуваме сериозни обвинувања против одредени луѓе. И што е поинтересно, настаните, појавите, ги кажуваме со име, со презиме, како конкретно се случиле, кои се носители, но за жал ја нема таа реакција од најповиканиот во овој случај јавниот обвинител. Така. Кои се конкретните аргументи, докази кои што вие ги имате за толку да бидете убедени и сигурни и нели од една страна ви се чини дека ја злоупотребувате онаа функција која што сте имале досега? Не видите, греф е ако не се преземе нешто да се спречат тие работи. Ова не е злоупотреба, него ова е обид да се спречи тоа сценарио, и затоа што јас себе при моето представување кажав, работев во една служба каде што сега може моја среќа што јас тие работи ги видов, ги видов тие некои документи и сега ја при знаењето и гледањето на сите тие работи бев фактички поставен пред еден сериозен човечки предизвик. Дали и понатаму да седам во таа служба, да си ги уживам сите привилегии, само да кажам дека прекрасна плата, прекрасни бенефиции, прекрасни привилегии и во истовремено да бидам соучесник во ресторањето на мојата држава, или пак да направам обид да го спречиме тоа сценарио. Сега ноторен факт е дека сите ние колку да сме како поединци моќни и способни, колку да сме успешни, може да располагаме и со еден куп со знанија, но како поединци едноставно сме немоќни. Работите може да се променат само единствено на начин што ние го одбравме, да се формира партија, да се добија довербата на граѓаните и да се добија можност да се практикува власта. Бидејќи познато е дека најбитните одлуки ги носат највисоките политички органи, како владата, парламентот, а овие органи ги чинат политички партии кои што ја добиле довербата на граѓаните. А во однос на вториот дел на вашето прашање дали располагаме со сите тие, како што викате, факти, потребни аргументи, јас себе си се сметам за сериозен и возрастен човек и одговорен човек, а уште повеќе пак како правник знам што значи да се изнесува невистина. И стојам за тие работи што ги кажуваме сега и што ги кажуваме во овој околу месец дена. Така. Имаше ли можност или пак ме интересира дали воопшто имавте некакви обиди наместо да формирате политичка партија на некаков инаков начин да делувате се тоа што велите дека постои како документи, како аргументи, да се измени целата таа ситуација место да се формира политичка партија па на тој начин да се пласираат во јавност? Јас моје мислење дека така по некои мои така согледувања и размислувања од кога како ги видов некои работи, мислам дека единствениот начин е работите да се променат само преку политички ангажман, бидејќи сите тие работи може да се сменат преку активности на политичките органи. Инаку пак кажав, јас можеби како поединец да излезам во јавност да ја кажам овие работи, тоа за 2-3 дена ќе се заборавеше и ќе му се изгубеше секаква трага, бидејќи како поединци не може да ги промениме работите. А сега случајот патот што го одбравме, сметам дека треба да даде резултат. Сега ние се обидуваме да го спречиме тоа сценарио, дали или тие сите неповолни состојби, али дали во тоа ќе успееме, тоа ќе го кажат граѓаните. Така. Во сите овие обвинувања спомнавте личности со име и со презиме. Така. Колку имате реакции конкретно од нивна страна или од луѓето кои што се директно според вас инволвирани во целото ова сценарио, како тие го прифаќате, дали имате некаква повратна информација за сето тоа? Сега од една страна јас кажав дека најповиканиот јавниот обвинител воопшто го нема да се појави и да реагира, али од друга страна актуелната власт мошне агилно, мошне ревнозно, се обиде на многу перфидни начин и со многобројни уцени и закани во овие така околу месец дена наше изборно представување да не маргинализира и фактички да не дозволи нашата партија така едноставно да добие една поширока промоција пред аудиториумот во Република Македонија. Сега стога накратко само да кажам неколку моменти. Ние имавме во овој околу месец дена многу непријатни ситуации. Некаде јули месец уште пред официјално да почне изборната кампања имаше наше приведување таму на активисти во Увара Гевгелија, па потоа упат на полицијата на 6 полицајци на седница наша младинска организација во Кавадарци, кога таму е извршена рација и буквално со деца од 18-19 години се вршени информативни разговори. Или пак трет случај да кажам, имаше едно моје гостување тука пред околу месец дена, може така се не може да се сетам, телевизија Виз во Струмица, па тие најбезобразни, најдрски така телефонски закани од шурата на премиерот во Струмица. Или пак сега што е најново, што да кажам некои така работи што се случуваат во последно време пред околу 10-15 дена така, веднаш по моето излегување на една пресконференција, кога сите овие работи ги кажавме некаде таму, тоа беше мислам пред 20 на дена, и кога тие работи беа пренесени во јавноста, експресно ми беше врачено отказно решение од Министерството за внатрешни работи,
али јас само да кажам дека тоа за мене е еден обичен лист карти, што ништо не значи, тоа така нестручно и на брзина напишено, без валиден потпис, без валиден печат, а што најбитно нема законска основа. Членот 7 од Законот за избор на претеници е многу јасен и многу дециден, им дава право на секој граѓанин во оваа држава што сака да се кандидира, да го направи тоа, а за припадници на Министерството за внатрешни работи и за Министерството за одбрана стои една одредба дека работниот однос се мирува доколку бидат утврдени како кандидати за претеници. Значи тоа за мене ништо не ми значи, бидејќи јас доколку се одличам да го обжалам тоа решение ќе падне на секој суд. Но многу мене повеќе што ме загрижува сите тие уцени и закани што се прават сега и врз поблиски така членови од моето семејство. Еве да кажеме после тоа моје појавување во јавноста, мој близок роднина експресно е да кажеме така избркан од Увара Струмица, повикан на разговор кај началникот, едноставно ми кажано да се раздолжи. И сега да не се посватам грешко, да не бидам субјективен, се работи еден човек, мој роднина кој што така да речем ги помина сите боишта во државата. 5 пати беше во Тетово, беше при опсадата во Арачиново, а од друга страна го гледаме секоја вечер министерот за внатрешни работи како на тие своји митинзи се колне во тие македонски бранители, али сега на виделен излегуваат многу други работи, така што тие значи негови кажувања по Македонија се едни празни фрази и немаат никаква основа, бидејќи на дело еден реваншизам што се врши. Мислам тоа што ви кажам сега, овие работи за овој мој близок роднина, вие како новинари може многу лесно да ги проверите во Увара Струмица за каков човек се работи и како што кажав што најбитно 5 пати беше на боиштата. Потоа што е веќе дрскоста и безобразието продолжува, пред неколку дена по мои канали во службата кај што работев, добив информација дека на лице во Штип со домашен телефонски број 032 393 978 му е даден мобилен телефон со број идентичен како мојот. Тоа што по себе кажува не треба многу да се елаборира, тоа е веќе јасно дека телефоните не се под контрола. И таа дрскост и безобразие што мене најмногу ме загрижи продолжи кога вие како новинари можеби знаете дека на 28 август нашата влада донесе една одлука за предвремена исплата на рата од депонираните девизни влогови, на тие популарно наречени заробени девизи. Јас еве во јавност кажав дека потекнуваме од семејство каде што чији родители се подолго време, околу 30 на години во една западноевропска земја, и каде што имаме на поголема сума на тој депониран девизен влог, и како сите граѓани на оваа држава, јас по тој основ на 28 август требаше да добиам 18.000 евра. И сега тие пари веќе беа наменски определени. Јас имав намера во последните 5 дена од кампањата, од 28 до 13, значи во тие 15 на дена, да направиме една поагресивна медиумска кампања на телевизиите со национални концесии, со цел еден поширок аудиториум во државата, да ги чуе сите тие работи што ги кажуваме ние на нашите митинзи. Но за жал при моето обраќање во надлежната банка, тоа е Охридска банка, каде што таму беше отворена мојата сметка, и таму кога отидов, буквално ми беше кажано дека парите не може да ги добиам, туку ќе ми бидат дадени после 15 септември. Сега после 15 септември таа намена што имав намера да ги потрошам фактички биде депласирано. Тоа е едно дрскост, едно безобразие. Запленените ми се превремено лични средства, сопствени лични фамилиарни средства, како што кажав, сума од 18.000 евра. Али сега ние сме свесни на сите тие притисоци. Дали добивте друго образложение зошто ќе бидат дадени после 15 септември? Па индиректно директорот од Охридска банка и се произнесе индиректно, каже дека така мора да биде и не сакаше повеќе да елаборира. Сега тоа јас немам ни потреба нешто да ми дават образложение. Сите граѓани си ги добија тие пари. На 28 август владата донесе одлука да се изврши предвремена исплата на рата од депонираните девизни влогови. А мене ми беше кажано дека ги добиам после 15 септември. Сега јас поднесов една тужба до Основниот суд во Скопје, ева може да кажам пред камерата, да видат и граѓаните. Но еве за жал тужбата е понесена 5.9 и тука стои најитно, значи да се реши спорот, парите да ми бидат дадени бидејќи наменски се определени за таа кампања. Но до денеска еве кампањата привршува, утре е последниот ден, нема никаква реакција од судот, но јас сум свесен дека кога претседателот на Основниот суд Скопје 1 во Скопје е директен кадар на партијата ВМРО ДПМН, но сега среќа во несреќа е што Македонија е потписник на таа Европска повелба за човекови права и над македонското судство сега има јурисдикција судот во Страсбур. И еден ден, еве, јас се верувам дека пак ќе се видиме тука на интересна тема кога на тој суд во Страсбур, јас сум убеден дека ќе биде пресудено во мојот корис и државата еден дел ќе треба да плаќа големо обештетување кон мене, бидејќи едноставно ми ги попречи правата во овој изборен процес. Така. Добро, да се префрлиме сега, иако веќе начнавте дел од следната тема што сакав да ја поставам накратко, меѓутоа како вие досега имајте предвид дека имаме само уште еден ден, значи до официјалниот старт на молкот броиме со часови, а не со денови. Како вие гледате на општо на целиот процес на предизборните активности, на целата кампања, како беше водена во однос на другите политички субјекти? Тука зборуваме на